Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Тарда Венецки, а вие следите емисијата Македонија мајка на светот. Темата на денешната емисија, како и во целиот овој серијал, древна Македонија, древните македонци, врските меѓу древните и денешните македонци. Ова емисија ќе реализирам со помош на гостин, како и во некои од претходните емисии, повикавме еден од нашите редовни гледачи, еден од следбениците на професор доктор Аристотел Тентов и академик професор доктор Томе Бошевски, кои што работат на дешифрирање на старите текстови од древното македонско писмо, пронајдени во Египет. Се чини ќе има и други текстови. Значи, добро вечер му велам на господинот Сашо Ендровски, електроинженер од Скопје. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Добро најдов. Се надевам темата емисијата ќе задржи вниманието на нашите гледачи, пошто ова произлегува директно од нашето древно македонско писмо, па ќе видиме до крај. Вие за сега работите на каменот од Розета, колку што ми е познато, и на каменот од Канопус. Има ли други материјали? Се наоѓаат ли? Наоѓате или поточно ли ви доставуваат ли? Материјали има. Материјали има најмногу претежно во музеите во другите држави, Британија, Франција, Италија, Египет. Меѓутоа, со посредство на интернет, достапни ни се, така да ги наоѓаме преку интернет, али баш поради тоа што каменот од Розета е тријазичен и каменот од Канопус исто така е тријазичен декрет, успеваме да ги пратиме дешифрувањата и на тој начин да добиеме валидни резултати. Значи, со нашето читање се потврдува она што е напишано во така наречениот уницијално писмо во светот познато. Што ве привлече? Што ве мотивираше да се зафатите со оваа макотрпна работа во овие денешни време, кога некои и понатаму сака да си останеме неписмени, диви, дојденци, натрапници на овие простори? Вие се зафативте да поручувате нешто древно, кое што фрла светлина и на нашите древни македонци, меѓутоа и на врските меѓу древните и денешните македонци. Реално ќе кажам, уште додека учев историјата во основна и средна школа за Македонија, нашата историја некако беше неповрзана, нецелосна, неизјасната до крај. Према она што го учиме, повеќе учев за другите држави отколку за Македонија. Меѓутоа, и покрај тоа ме интересира мистериите, древните народи. Дали стварно е она така како што ние сме учеле, дали само оваа цивилизација постои, истражувајќи понатака, дојде ден да се запознам и со господинот Аристотел Тентов, да се запознам со неговите проучувања. Писмото така да доста ме привлече, затоа што таа тематика содржи повеќе мистерија отколку што можеме да претпоставиме. Па полека навлегуваме во тематиката, така да вади доволно информации што се поврзани и релевантни со денешниот начин на живење на македонците, па и пошироко. Колку што јас следам, работата на дешифрирањето на овие текстови е во подмината фаза. Да. Може ли се каже дека е веќе комплетирана древно македонската азбука? Так, добро би било да започнеме и со азбуката, поради тоа што ние... Ова мрежа да се пушти азбуката. Да, азбуката. Целата азбука што сега ќе прикажеме произлегува од древниот македонски текст, средниот текст, наречен во западниот свет демотско писмо. И со ова можеме да покажеме дека не сме баш толку неписмени, него можеби сме во тоа време сме биле меѓу најписмените народи во светот. Ова е табела каде што имаме 27 согласки, 8 самогласки. Така, ова се самогласките, а согласките се најгоре на табелата. Самогласките се горе. Така, значи најгоре се самогласките, така согласките се 27. Имаме 8 самогласки, тоа е О, долго У, долго Е, А, И. Денеска од нив користиме само 5 самогласки. Водечки символ во азбуката. Некои диалекти ми се чини ги има и некои од овие. Ги има, да кажеме пример во Битола се уште се користи умо, каде што го кажуваат долго или рж
каде што користиме буквата и во да не напоменувам сепак македонскиот јазик е поширок, значи ги имаме од самото писмо произлегува дека можеме да го поврземе со денешниот начин на живот и обичаите. И сознанијата потекнуваат баш од таа страна. Иако од нас не сметале за неписмени, произлегува дека имаме многу поголема писменост од долги длабоки корења, дрво што има добри корења. Дали е ова само азбука? Така, да, треба да се напомене дека ова не е баш класична азбука, него користењето на ова писмо од нашите древни предци во самата азбука е имплементирана, во самото писмо е имплементирана цела една наука, значи бројчаниот систем е внесен внатре, системот за музички ноти е внесен внатре, барем она до сега што ние успеваме да го откриеме, да го извлечеме. Зошто е тоа така? Најверојатно тоа е нешто поврзано со хармонијата на животот во тоа време, што денеска ние малце си имаме изместено, ама тоа е тоа, што некој друг ни ја наредил работата за да денеска имаме сликовно писмо, а не писмо со значење. Ова е слогово писмо. Ова е слогово писмо каде што секој слог носи свое значење. И доволно е да се каже пи во, тоа би значило пие вода. Со два слога. Едниот слог е пи, другиот е во, или деца, каде што кажува телотворено божество на денешен јазик, меѓутоа они го користеле деца, спрема нивниот јазик не скажува, значи народ. Затоа и другите народи тешко може да го разберат ова писмо. Да, за да може да го разберат. Само македонец може. Треба само македонец да биде, затоа што суштината и душата на ова писмо е македонска. Мене ми се чини затоа Аристотел и Бошевски беа поканати во Министерството за антиквитети на Египет. Да, најверојатно. Веројатно ќе им треба помош за тие илјадници текстови кои што ги најдоа таму, а не може да ги читаат без помошта на други. Так, значи во Египет не го знаат едноставно денешниот македонски јазик. Да, па они кога го читаат се тврдат британците, посебно британскиот музеј тврди дека го чита древното, односно демотското писмо. Они го читаат само ако го споредат со унцијалното писмо и го мерат буквално со метар. Значи нивната основна теза е дека на каменот од розета има три писма кои што во нивната суштина се идентични. И тоа е најголемата работа што не можам ја да сватам. Не можат три различни писма да бидат идентични меѓу себе. Кога би напишала нешто на англиски, на македонски и на не знам кој друг јазик, не може да бидат со иста должина и исто значење. Значи самиот превод од македонски кон англиски губи смислата на душата на јазикот на македонскиот и обратно. Тоа е тоа. Има повеќе сознанија кои што ги нудат овие текстови. Едно од нив е откривањето на пантеонот. Македонскиот пантеон, боговите кои што тие ги славеле, ги почитувале. Да, значи може ли нешто за тоа да ни кажете? Како директна последица со читањето на каменот од розета извадени се боговите кои што се спомнуваат таму. Прв и основен бог, првиот е Богот Во. Тоа е горе лево на сликата. Во христијанството отецот, таткото. Бого значи Бо е душа, Го е творец. Бого е душа што твори. Ако сме и ние души на земјата, кои што сме во состојба да твориме нешто, ако се овие богови во однос на нас, можеме да замислиме на многу повисоко ниво што они биле у состојба да творат. Затоа и биле богови, пошто таткото можел да создава, е оној врвниот првиот бог. Ја создава. Најгоре лево го гледаме, првите три вертикални линии го означуваат Бого, и она ве, денешната ве во латиницата, тоа е Во се чита, односно водачот или творецот. Би се превело на македонски душа што твори, врховен небесен Господар. Така. Тој ја создава мајката, Богом Мо, таа е небесната мајка. Тие двајца кога се вкрстуваат помеѓу себе како првиот и првата, го даваат символот на Македонија, кој што се чита Ија, односно на македонската земја. Символот на македонската земја, иако е крст не е христијански, потекнува малце постаро, се чита Ија, означува земја. Очигледно е земен. И можеме да претпоставиме каде го имаат христијаните, односно христијанството, од каде им е символот на спасението, кој што гледаме дека многу постар. Ако се вратиме назад на азбуката, ќе видиме дека буквата А е таа хоризонтална линија и означува првата, а она вертикална линија е првиот
Со нивно вкрстување и според митологијата, и според верувањето на древните македонци, и според од каменот од Розета, со нивно вкрстување настаната е сета жива и мртва природа, сите животни и луѓе. Тоа е резултат на нивното вкрстување. Затоа е тој најстариот символ на Македонија и самиот крст се чита ИА, бидејќи во себе ги инкорпорира буквата и вертикалната линија и буквата А, хоризонталната. Так. Читано од десно на лево ИА или со значење земја, означена во квадрат или круг, тоа е земјата македонска или земјата Македонија. Спрема таа номенклатура, како македонскиот народ, кој што е древен народ, ги означува другите држави спрема истиот систем на означување. Кога денеска би рекле Србија, Бугарија, Грција и така натака, Русија, сите имаат на крај ИА. Иако се пишува ИА, што значи отргнување од корените, значи символот за земја е македонски означува ИА, односно земја. Во турскиот дел би било стан, тоа би било Афганистан, Туркменистан, Пакистан, што стан би означувало пандам на македонскиот ИА, кај англискиот е ленд, Айсланд, Айрланд, Дојчланд, значи тоа можат само да го направат само стари народи, не може било кој да има. Кажете ни некои од овие божества кои што ги славеле нашите предци. Така, значи од кога се вкрстиле првиот и првата, ја создале македонската земја, ги создале своите деца, тоа се 12 богови. Ќе ги набрајам боговите, значи прв е богот Зе, или оној кој гледа се. Потоа имаме, значи прво да кажеме дека има 8 богови и 4 божици. Богот Зе, божица на сончева светлина е богот Зее, бог на младото сонце е богот Зе. Денеска за младо сонце па би бил Исус, а кога имаме свадба, младоженецот се нарекува Зет. Спрема ова испаѓа дека тоа е младото сонце во куќата каде што доаѓа. Зето. И тоа стои во каменот од Розето, баш пишува дека на таткото еве ги врските. Значи Зето си се пројавува како младо сонце. Богот Зе е ладна месечева светлина. Богот Же е божица на животна енергија. Богот Ве е бог на мајстори градби, мајсторот. Богот Во е бог на водите. Богот Ко е бог на писменоста. Богот Джо е бог на животните. Богот Ка е бог на здравието или змеј. Ка е здравие. Имали божица на писменоста. Или неписмени сме биле. Така е, те неписмени. Може би превише сме били писмени, па така, како и да е, значи корењата треба да излезат. Богот на војната е богот Ѓа. Бидејќи е во слогови пишувано, скратеница од ѓавол. Значи, сите богови имаат само по еден слог. И толку е македонскиот систем, затоа што слогот значи, слогот ја носи информацијата кон што се однесува. Ние денеска зборуваме со зборови или составени се зборовите од повеќе слогови, меѓутоа не ја знаеме суштината на тие слогови што значат. Девојка би било спрема македонското ова здраво божество. Дере вој, русите го користат, ние имаме скратена верзија дрво, значи ова тврдо божество. Боро е куќна душа, душа во куќата. Бојан е млада душа, Дејан е младо божество. Значи потекнува од суштината на словото. Денешни дури имиња наши потекнуваат од древноста. Така, и богот на земјоделството, односно богот на садењето е богот Са. Интересно е да кажеме за божицата на писменоста, би ја напоменал, баш за тоа, и обележена е во писмото како перце, баш она како стрелка што се пишува, е богот Хо, двете од денеска пројат Ва, ние имаме на лист што пишуваме го нарекуваме хартија, и тоа е од женски род, таа хартија, додека другите го имаат како тај папир, односно тој и хартијата ни потекнува од древност. Папир, машкирот не е женски. Хартијата потекнува од, значи називот е како излегување во пресрет на божицата, значи славење на божицата, да се запамти тоа. Кај малите деца, додека имаме бивиња, и се обраќаме со Дзе. Тоа треба да знаеме од каде потекнува Дзе. Гледаме дека оној кој гледа се, нашиот главен бог Дзе, е влежено дури во нашата култура на игра со деца, за да не го изгубиме основата со древното македонско писмо поради долговечното робство што е македонскиот народ. Тоа е тоа, барем за боговите. Би сакал врз основа на вашава работа и сознанието што ги имате од читањето на овие текстови. Некои поими да ги разјасниме, ако што потекнуваат од тоа време. Како, например, како се нарекувале македонците себе си, како нарекувале својата
земја, што значи името Македонија, знамето и така натака. Ќе го кажеме Накусо тоа само. така во кратки црти. Значи, во каменото од Розета наоѓаме три типа на означување на себе нарекување на македонците. Првиот е подол тип се нарекува деца на Модеја. Преведено денеска би било народот на небесната мајка, врховно божество, или преведено по слогови би било отелотворени деца, отелотворени божества на небесната мајка, божество врховно. Вториот назив е деца Мо, уште поскратено. Тоа кажува, значи врзано е со првиот назив. И третиот назив е деца Во, каде што кажува дека сме деца на небесниот Господар. И од таму ни потекнува, значи, ние сме деца и на мајката и на сонцето. Према тоа, само тој назив, од кого потекнуваме, ние го имаме ставено и на знамењата. Затоа имаме и две знамења, знамето од Кутлеш и знамето денеска што го имаме. И самиот символ на тие знамења ја даваат суштината од кого сме ние. Црвената боја е бојата на небесната мајка, тоа сме деца Мо, дека сме деца на небесната мајка, а сонцето и зраците кажува дека сме деца Во, односно деца на сонцето. Во ист момент сме и деца на небесната мајка и децата на сонцето. Имаат народи кои што имаат знаме во своето, односно сонце во своето знаме, тоа е да речеме јапонците, меѓутоа немаат мајка, значи не се деца на мајката. Тоа е малце пошироко кај нас. И зошто е тоа така, тоа е најверојатно треба да го откриеме допрво. Значењата исто на имињата на земјите можеме да го изведеме од каменот од Розета. Ија, како што рековме, е ознака за земја. И од таму произведува Македонија по денешен назив, иако видов тумачења некој на телевизија кои што пак се навлекуваат на нешто поново што бега од суштината, точно се користи тук јазик за да се обясни нешто наше. За да се докаже нешто што е наше, што и немаме резултат. Не функционира тоа. Македонија е мајка Господја земја, или десно на лево, и десно на лево земја на Господјата мајка. Се мисли на Божјата. Затоа е Македонија има значење земја на Божјата мајка. Така. Ова истото Македонија е наречена и Матија, значи мајка Матија. Далечна мајка е Далматија, значи ова е директно изведба како ги нарекувале териториите на Македонија. Околината на Собор Матија, да. Денешна Албанија Матија, па имаме Далматија. Дури и Кроатија тука во крајните делови на таа Матија е Кроатија, што се искроени до тука е Матија, тој дел го држал. Ќе видиме подоцна што пишувале средновековните. Еве, да, еве на пример на север имаме Дарданија. Знаеме кој тврди кој се што се ичива и Дарданија, меѓутоа Дарданија значи земја подарена, дар даден, земја која што е дар дадена. А на север од нив е Моезија или Мезеија, што значи моја северна или ладна земја. Тоа директно произлегува све јазикот открива. Така, самите слогови даваат значење што значи, смо треба да ги разбереме слоговите. Би сакал да се вратиме на крстов, како најстариот македонски символ, го објасниме. Означува, значи, првата и првиот, нивното вкрстување ја даде сета жива и мртва природа, сите животни, сите луѓе. Молам мозаикот од Неаполис на кој е прикажан Александар Македонски. Втората слика прво. Ова е, добро. Прво втората била. Значи другата слика што е добро. Значи е така. Оваа слика можеме да најдеме на интернет секаде, меѓутоа ќе видиме дека на десното раме на Александар имаме замрлен дел каде што не се гледа, нечитко е, невидливо. И благодарение на и така е прикажан во сите учебници и во сите баш така. Значи намерно тргам со ова затоа што во последниот период се појави слика, би се вратили на претходната, е така, каде што за прв пат, како грчка пропаганда од нивната така наречена хелеска култура, за изложбата во Њујорк, во Лондон, ја даваат оваа слика, на која што јасно се гледа на десното раме крстот на Александар. Заради појаснение, ова е мозаикот од Неапол, денешна Кавала, и прв пат грците го пуштија во најавата за изложбата во Лондон, сакајќи да представат грчка култура. Значи, Јута глештот што открива сега овој белкрст. Зошто е ова битно за нас? Затоа што ние, читајќи го текстот на каменот од Розета, најдовме еден ред, еден пасос, каде што кажува, значи со жолто е заокружено,
спрема овој спрема сликата на Молам Александар режија. Македонски. Текстот, Така, тоа е така. ова, каде што ќе го прочитам прво на древно македонски и ќе кажам точно што значи. Пишува: и роđа на рамеве деца на лозе и ја. Иро е херој, џа е војна, војник. да, пошто Значи- рековме, Бог на војната е ѓаволот. Така, значи Ја. херојот војник на рамениците, на раменјата, на децата да се навезе знакот на Македонија. И ова ни беше некако представа дека како денешните војници што носат амблем од која земја потекнуваат, меѓутоа не знаевме кој е тој знак. Кога излезе сликата на Александар Македонски, точно се виде на кое раме, како е представено и како треба да изгледа знакот на земјата. Тоа е белиот крст. Значи, Сами многу го убаво си легна работата, Сами ни го покажаа. перфектно. Значи, имаме среќа што ете грците се тепа да докажат дека е нешто нивно, меѓутоа некако тешко им успева. Интересно за знамињата да кажеме дека во Филија, во храмот во Египет, имаме на еден зид приказ на древно македонско писмо, денешното знаме кој што многу го нарекуваат вентилатор, меѓутоа треба да знаат точно што значи, тоа е пантеонот на македонците. И под древното македонско писмо, древното македонско знаме е крстот на македонците. Повторно символот на Македонија е крстот. Е така, значи во Египет за владењето на Птоломеите си го нацртале крстот на зидот, а не биле христијани. Значи ни прави проблем тоа во денешното Пред сваќање. христијански символ е, подоцна е преземен во христијанството. После тоа имаме приказ на мачевите кој што Да, да, добро. можеме да ги прикажеме мачевите кој е македонскиот, кој е римскиот, затоа што се дава погрешна слика во јавноста, го представуваат римскиот мач како македонски, а овој мач што го имаме сега баш на слика е македонскиот мач, борбен мач. Римскиот е сосема различен. Да видиме нешто за Шамполион. Познато е дека каменот од Розета прв се обиде и го расчита францускиот научник Шамполион. И тоа го преведе само првиот текст, хиероглифите, застана на вторите. И тоа е многу интересно што тоа го пишува во една своја книга, кој ги содржи писмата до пријателите. Тој во неј е значи објавено едно писмо што тој го упатил до своите пријатели во кој што зборува за јазикот и писмото на кој што се содржани на каменот од Розета. Би сакал за тоа нешто повеќе да ни кажете. Така, ова е интересно. Молам режија, идеме со Шамполион. фотографијата на Шамполион и каменот од Розета. Така, значи на оваа слика е прикажан каменот од Розета и текст пропратен во врска со објаснувањето на Шамполион. Шамполион е прв кој што успеал да поврзе два јазика и да го искористи каменот од Розета како систем за да може да се преведе древен заборавен јазик. Меѓутоа, он во своите писма наведува дека првиот текст, најгорниот текст на каменот од Розета е египетско-хиероглифски текст, кој што го користеле свештениците во Египет, египетските свештеници. Третиот, последниот, вториот текст, ке се вратам на вториот, го нарекува старомакедонски, древномакедонски јазик, текст, а третиот текст го нарекува новомакедонски или куине. Денеска е познат како унцијално, а многу го користат од западната цивилизација како древно старогрчки јазик, а верували или не, во последно време на интернет се наоѓа дека владењето на Птоломеите во Египет е грчко, значи од времето на грчко-римски Египет, што значи прават сосема Друга конструкција. друга конструкција и да не речам остануваат живи со такви Затоа се такви невисти. наименувања за да се избегне Да. да се спомне македонското. А е логично затоа што македонците владееле со Египет, нормално да има писмо на староегипетски, на хиероглифски, да има на старомакедонски, бидејќи тие се живите владетели, и така ми се чини на едно место од камерата да има се спомнати како живи владетели. Да, Третиот е коинето или есперанто јазикот, што го Есперанто владее Александар јазик, баш како државен јазик, за никој да не се осеќа Така. подчинет, поробен. Значи во текстот од древното македонскиот текст стои ние живите господари. Да. Значи македонците биле живи господари кои што владееле тогаш со Апсолутно. светот. А додека текстот, унцијалниот текст нема ДЧ, ДЖШ, значи ги има сите атрибути
да биде општо прифатив јазик за цела една царшина, каде што нема потреба да некои народи кои што немаат тврди согласки да можат лесно да се искажуваат. Јасно. И денеска данајците, односно грците, го имаат наследено тој јазик во многу изменета форма и они исто немаат оние букви и символи кои што ние ги имаме. А додека во древното македонско писмо истите символи што ги користиме денеска ги има таму дури повеќе, што ние денеска ги тргаме од нашата азбука, како да речеме согласката Ш. И постои во древното македонско писмо, али 47 година не тргнато од господин Блаже Конески затоа што тоа било бугарски текст. Бегајки од кога сме го користели ние бугарите биле во Азија негде. Така, земајќи ја топографијата на македонците, ќе видиме дека зашто ни требала таа буква Шт. Мешеишта, прељубишта, отушишта. Значи, во нашите села топографијата стои Шта на крај. Така е. Тоа не е донесено од странство. Читајќи го, еве овде имаме една слика за Птоломеј од староегипетски надписи, за да можат британците и британскиот музеј и Ориенталниот институт во Чикаго кој што го проучуваат древното македонско писмо, односно ни го нарекуваат демотско, да се држам до литературата, дека го читаат и го споредуваат и вадејќи го картушот за Птоломеј, вадат еден дел сегмент кој што викаат дека еве овој дел од демотското писмо се чита Птоломеј. Не се во состојба да го читаат слог по слог. Ние ова можеме да го читаме слог по слог. Значи, еве го истото тоа извадено, што е со сиви букви, со сина обвивка. По македонски се чита најжевену, тој Богомо диве ји. Тоа би значило најживотворната душа ни, тој на кого што Богот на небесната мајка му се восхитува. Нормално дека ќе му се восхитува небесната мајка, пошто тоа е негово дете. Значи, тоа е негова божица. Таа може на своите деца да се восхитува, не се восхитува на некои други. Точно се дава запис што е како е. Меѓутоа да кажеме што е Птоломеј. Птоломеј е прекар за прекар, така. Да, и они фактички не може да ги издвојат имињата. Македонците ден денес користат во своите називи прекари. Ако одиме на некое место било каде, ако не го кажеме човекот што го бараме по прекар, не го знаат они по име и презиме. Затоа и во писмото, тоа го гледам во писмото, нашиот обичај на давање прекари стои во писмото. До ден денес. Значи имаме име, презиме и прекар. И затоа кога го забуните се ке грциве и па и ке египјаните, тотална збунка имаат со преводот, не може да го фатат коренот. Мислам дека затоа и сега ги бараат египјаните, господинот Бошевски и Тентов, да им помогнат, затоа што тие не го знаат македонскиот јазик. Веројатно им станало јасно дека илјадниците текстови што ги имаат на древното македонско писмо може да се разберат само со помош на луѓе кои што го знаат и денешниот јазик. Очигледни се врските. Да, тие и беа во Египет, односно господинот Аристотел Тентов беше во Египет, одржа предавање на древното македонско писмо. Египјаните беа зачудени, не рекоа ништо, ниту се буна, него баш напротив, чисто професионално ќе видиме, ќе разгледаме и ќе седнеме да видиме, затоа што вашите идеи се страшно напредни во однос на нашите. Например, Клеопатра би сакал да кажам. Сите ја знаеме како Клеопатра, меѓутоа има Клеопатра прва, Клеопатра втора и така натака. Што значи Клеопатра? Клео е мис или убавица. Патра е татковин. Прекарот на Клеопатра е убавицата на татковината. Или убавка. Или убавка. Значи врвната, што е главна на татковината, најглавната лепетица. Веројатно и тоа некој прекар или епитет. Така, прекар или епитет, што е дадено на неа. Правото име на Клеопатра е најзе, најсенајо. И после следи тој Бого njemu дивеи. Значи, кажува дека на незе, Богот на небесната мајка, не било кој Бог, Богот на небесната мајка се восхитува. Али незе, најзе, тоа значи најсветлата, најсенајо, најсјајната. Таа била македонка бела, им светела таму меѓу тие египтјаните, затоа била најсејна. И денеска викаме од тој синоним најзе, тоа во преводна смисла е нејзе. Имаме тој збор во македонскиот јазик.
го разлагавме тука од тоа е- речникот. Така, баш тоа е она суштината што мене ме привлекува писмо. Истите зборови ги користиме како што ги има во писмото, иако 2000 години помина. Практично е изворно да кажете за гледачите на телевизија Сонце. На овие текстови од Египет ние наоѓаме значи многу зборови кои што ги користеле древните македонци и ден денеска ги има во Така, јазикот. деца, и денеска викаме деца, ги викаме нашите дечиња ангелчи. Па деца на македонски значи отелотворени божества. Значи за да стане дете, треба да влезе дух во телото и тогаш ќе стане отелотворен. Значи пошто е Јасно. божество, се Така. дава многу едноставно е синонимот. Али они така си го сметале животот. Дали нас ни смета тоа или не, не е битно. Ние денес нема многу текстови на оваа територија од нашите древни предци. Разбирливо е. Многу војски, многу владетели поминале дека секој однел по нешто. Нашите музеи, нашите храмови, нашите цркви се оплячкани, посебно во 19 и 20 Или век. уништени. Или уништени, спалени често пати. До земја. Меѓутоа, се уште излегуваат текстови. Ако не кај нас, барем во соседството. Мене ми се чини затоа сите овие добронамерници под наводници, што доаѓаат и не советуваат да не гледаме Во минатото. назад, туку да гледаме напред, е само од страв да не ископаме нешто кој што ќе пружи писмени траги. Да ни го исечат коренот на живење, Кој што ќе дека посведочат нешто тоа е тоа. за тоа кои сме биле и од каде сме, дали сме биле писмени или неписмени. Ова сега што го гледаме се молам режија, Значи, еве Наредните дека иде ова, јас ќе кажам, фотографии. во така. Македонија можеме да најдеме само камени записи, затоа што римјаните кога ја освоиле Македонија многу добро се потрудиле да уништат се што постои. Се што можело да се Се што може, се што имало надпис на древно македонски требало да се уништи. Дури 6 век папата го има забрането ова писмо како демонско писмо. Ќе дојдеме и до тој зборот до демон што значи, затоа што представувало главна опасност за римското царство. Зошто не знам, меѓутоа ете македонците кроз низ игра си задржале некои зборови, дзе на пример. И ден не денеска само си играме тоа, со многу- деца. Многу зборови, ама тоа е Да класичен. предем, значи, ова е фотографија од Кула. зидините на Кула во Серес, градот во северниот дел на Грција, односно Егејска Македонија. И ова е Овде, левиот да. дел, така, левиот дел се гледа крстови. Имаме символот на македонската земја, го објаснете. така, символот на македонска земја, над триаголникот имаме древно македонско писмо. Тоа е Што директно поправо треба да се Да, исчита. треба да се исчита, не сме седнале за тоа, меѓутоа стои како податок. Другата слика, втората слика прикажува, тоа е десната страна на истата кула, најдена е во многу подобра резолуција сликата. Пак викам да се живи и здрави грците, зашто ако не се тие нема да можеме да најдеме документи. Тука е прикажано. Значи, во средината што изгледа, тоа е шлем, од бригискиот шлем, односно шлемот на македонските Бригинската војници. капа. Карактеристична бригинска капа. Од десната страна е унцијалното писмо, а од левата страна е древното македонско писмо, исцртано со керамида, со Исто керамика. како на плавошник. ето. Интересно би се задржал на оваа бригинска капа. И Одисеј го најдовме на фотографија во грчките музеи со бригинска капа. Потврда е кој бил Одисеј, но еве и потврда која градел оваа кула или овие зидини во Серес. Кој тамо живеел? Само македонците, тие што го знаат македонскиот јазик. Бригите се Не најстарото може да македонско племе, според Херодот. Па сега дали се племе или Така ги област, веле така тој ги веле. Јас баш не би Бриги е рекол дека област, биле племени. тоа е народ, па си имала Треба своја малце- заокружена територија. Да. Ова е И зад- наредната фотографија, ова е исто така Така, делови тоа е од... задната страна на кулата што е останата, значи сега ќе видиме следната слика. Ова е остаток, инаку најголемо штетување има доживено за балканските војни кога бугарите малце масовно ја уништувале. оштетиле. Да, инаку тие многу се тресат за бугатината во овие простори. Нека се живи Еве. и здрави само. Наредната фотографија можеме да ја видиме. Сега, значи имаме директни последици на редната фотографија која ќе видиме. Она што е моментално најдено, што нашите археолози не се ни свесни што имаат откопано. Ова ќе ви кажам од каде, ова е градот Бела Зора, што го нарекуваат Била Зора, го декларираат од 7 до 5 век, до 2 век пред новата ера, во близина на Свети Николе. И гледаме дека е ова крст, меѓутоа, кој ќе погледнеме од страна на древното македонско писмо, оно што знае, ако што го знае, што го познава древното македонско писмо, може лесно и да го прочита. Се чита В, на Ија, на Вои, Во. Значи,
Тоа е Од десно на лево. од десно на лево се чита, значи прво е мајсторот, Да? после доаѓа на македонската земја, на небесниот господар, првиот и после е водата. Ова го означува светото тројство на македонците. Што е светото тројство кај македонците? Имаме извор на енергија, тоа е врховниот небесен господар, сонцето. Енергијата ја спроведува водата до живата материја, а мајсторот ја одработува. После тоа се создава човекот. Значи без склопот на тоа свето тројство нема живот на земјата. А во христијанството е тоа преточено како име Отецот, Синот и Светиот Дух. Мада не е доволно објаснето, ова е многу поблиску до живиот свет. До Сега ми е јасно зашто древните македонци први го примиле христијанството и зашто апостол Павле дошол да го шири прво на овие простори во Европа, па после поминал во Атина и тоа, само што и Рим. малце сменет. Многу била прифатлива затоа што е најголем дел македонска древна религија преточена во христијанство. Еве уште една слика таму најдена од ископините, инаку треба да напоменам дека нашиве археолози не се грижат баш многу за ископиниве, дозволуваат да тие што ископуваат, инаку е ова со донации на американците, копаат со багер, што практично уништуваат што ќе најдат. Не се копа археолошки. Не знам дали они во Америка копаат со багери по вакви археолошки локалитети. На оваа слика гледаме пак крстови. Што повеќе треба да кажам? Слика? Исто од Бела Зора ја сликава, значи откриени се една до друга со претходната слика што ја дадовме. Ова е исто од Бела Зора. Левиот крст би се прочитал, пошто и по црквите имаме една права црта или коса црта. Има 28 видови на крстови усвоени и прифатени од христијанската црква. Ова се чита на врховната македонската земја, значи на ија. Да. Многу едноставно. Има со коса црта ни, на ија ни, на земјата наша ни. Чива припадност. Јасно, разбирливо све на ова наше древно македонско писмо. Така, затоа што е тоа азбуката, така се чита. Ова убаво е направено за да се види дека сепак имаме древни записи, меѓутоа не знае некој дека се тоа записи. Или се права дека не знаат, односно иначе не би сакаат биле да го уништени откриат. до сега. Да. Среќа за ова што не е уништено, мада го имаме документирано, ако го искашат сега што да правиме, никој не презема мерки да седне да стави рака на тоа да го зачуваме. Да ги забрзаме наредната. Значи, во овие, мислам дека ќе бидат доста интересантни да појасниме како директна последица на древното македонско писмо. Ќе кажеме некои работи што и денеска ни се провлекуваат во животот. Инаку, значи, кажавме, древното македонско писмо секога се чита од десно на лево. За полесно пратење, од десната страна се напишани како што денеска ги читаме. Првото е Богохо или Божица на писменост. Тоа објаснивме. Сега имаме, ова се чита, значи врховната свештеничка на небесната мајка е Аште. Таа е Богохо, затоа што таа Божицата на писменост е врховна свештеничка на небесната мајка. Во незина чест е направен град. Град на македонски се нарекува По. Значи зборуваме за слогови. Тогаш би бил градот на Божицата на писменоста би се викал Аште По. Кога дошла римјаните, тие буква Ш немаат во азбуката, двете ја преоѓаат во и го нарекуваат градот Астибо, што така можеле да го прочитаат. Кога си заминале римјаните, едноставно ќе видите од првото, двете си останува и, А го отфрлаат, О го отфрлаат, си останува денеска градот на писменоста на македонците Штип. И да се подсетиме, Кирил и Методи го имаат поминато, значи, така нареченото описменување на македонците има тргнато од Штипско-брегалничката епархија. Зошто? За да се смени знаењето на македонците, за да нешто ги поместат од рамнотежа на веќе познатото читање и начинот на размислување. Се надевам дека археолошките откритија во иднина ќе го потврдат тоа, затоа што градот Астибо уште не е со сигурност утврдено на кој локалитет се наоѓа, бар според моите сознанија. Па можеби и не е време да се открие, ама иде тоа време, па да сме живи и здрави ќе видиме. Сега имаме следно, значи директно од писмото од каменот, каде што се чита, значи се кажува дека ако некој татко или дедо е покоен, директно се наведува дека е во Мо најкопо. Значи Мо најкопо значи небесната мајка на небесната мајка, небесниот град, или би било денеска рајот на онаму каде што идат душите кои ќе починат. Така да во изместувањето на нашето читање место десно на лево во лево на десно, кога ќе се свртат со гласките, се добива збор кој што не е многу познат, покојна.
Покојник. Денеска за некој што викаме дека ќе почине, викаме дека е покоен. Така е. Значи, кога би го читале по древно македонски, би ги рекле дека се преселил во небесниот град. А ние за некој викаме дека е покоен. Еве демон. Демон. Молам назад снимката, претходната. Така, мо најкопо. После мо најкопо имаме демон. Овој збор демон го наоѓаме во овој збор. Значи слогот демон го наоѓаме во каменот од Канопус. Директно превод на македонски би било божество, врховна на небесната мајка ни. Христијаните, односно римјаните кои што ни ја вовеле христијанската религија со текот на времето, најмногу се плашеле од демоните. Демоните сме ние, деца на небесната мајка, наша врховна. Ние сме божествата нејзи. За христијанството исто така и за други луѓе општо прифатено е дека паганите се безбожници. Али произлегувајќи од писмото, пагон значи горен, творец ни. И од таму може да кажеме, не се вика пела, него се вика бела. Грците немаат буква Б, затоа викаат П. Бела по македонски значи храбро дете. Значи слоговете. Б е дете, ла е храбар. Лавој значи овие храбри. Бела е храбро дете. Од таму имаме градот, односно местото на почивалиште на отелотворените од Бела би било Беласица. Собир на отелотворените од Бела. Имаме Бела Гонија. Бела Гонија значи творците на земјата од Бела. Таму твореле. Белата земја. Па белата земја. Земјата на белите луѓе. И системот на означување на топонимите е Бела планина, Бела река, Бело море. Црна планина, Црна река, Црно море. Тоа може да го даде само еден народ. Црна планина е Шварцвалд, Црна река, односно Черна река е Дунав, се влива во Црно море. Многу логично. Или Шар планина е Бела планина, Вардар е Бел подарок или Бела река, земјата каде што тече е Бела или Македонија и се влива во Бело море. Белото море. На грчки Аиго е бел. Значи денеска ние го викаме Го превзеле Егејско море, односно Бело Бело море. име. Така, па поради тоа што влада е така наречената... Така нашите македонци денеска е таа Беломорска Македонија. Така. Ја Бело море. Да, пошто грците, односно данајците не знаеле синоним за држава. Они имаат представа за град. Името на Египет е Белград. А Ѓупто значи белиот град. По грчки. А нашкиот назив, македонскиот назив на Египет е Ѓуа, што значи убава земја. Затоа што македонците спрема историјата, спрема записите кои што ги имале египтјаните, кои што сами за себе тврдат дека се настанати од небесна убавица која што слегла на земјата и го подарила животот во таа земја. Затоа е Ѓуа. Значи тоа е пак нашето означување. Еве го во писмото е најден збор Зето, тоа значи младото сонце. Денеска за младоженец викаме Зет, затоа што кога ќе влезе во куќа, он треба да ја огрее куќата. Значи младо сонце. Баш така. Еве еден синоним кој што денеска користиме, жена. Што е жена? Жена. Же е животна енергија на врховната. Па нормално и многу логично е да биде животна енергија на врховната, затоа што таа треба да роди дете, односно да пренесе живот. Да обезбеди да обезбеди потомство. Значи за тоа и треба животна енергија. Во исто во писмото се најдени како се нарекувале медицинарите, односно ние што лечат. Тие лечеле со животна енергија и се викаат жеци. Во каменот од Канопус најдени се жеци. Во денеска ги викаме жреци, а во Русија се врачави. Докторите се врачави. Али зошто ги викале жеци? Затоа што биле во состојба да работат со животната енергија. Мацо они на друг начин лечеле, не баш со апчиња како што ние денеска лечиме. Они го гледале телото на човекот како еден цел организам. Многу лесно да се излечи така. Да. Тоа е тоа. Наредното? Следното е името на животно, Џо. Ако го префрлиме во денешна гледна точка, значи не случајно германците го имаат избран овој знак. На крајот гледаме тие два знака кои ќе се спојат, животно представуваат звер, па есесовците биле зверови. Баш од таа персоникација. Не случајно си го одбрале. Да, затоа што треба да напоменам дека нацистите сепак, односно германците во тоа време го оформиле системот за барање на древни цивилизации и затоа ги имаат таму земено тие знаци. Ова Бела го објаснивме, Бела Гонија. После Бела Гонија, на следната слика, така,
имаме еден надпис кој што е најден во Винча во Србија и они тоа го сметат како за винчавско писмо, односно нивен древен јазик србица. Меѓутоа на древномакедонски многу лесно се чита и се чита се во суи во Бого. Што значи секој во себе и во Бог. Значи истото писмо што го имаме во Египет, го имаме во Винча, го имаме во Говорлево, го имаме и во Бела Зора, го имаме во сегде. Така, тоа е, значи само го имаат најдено и во Говорлево 7500 години пред новата ера печат на кој што пишува, кој ќе се притисне на хартија, се чита е моје. Човекот што го има печатот вика ова што ќе оставам печатот е моје. Не може да биде на туј некој. Значи многу едноставно. Јасно. Сега доаѓаме до символите на свастиките што ги нарекуваме. Тие ги имаме на крстилницата во плавшник. Значи не можеме да ги мешаме со нацистичките символи. Го има на повеќе места, меѓутоа. И е многу постар символ од символите на. Кај македонското древно писмо се јавуваат два, и лева и десна. Левата се чита момо или моомо. И тоа е знакот или символот за реинкарнација, за повторен живот. Мо, ако става место две о а, доаѓа мома. А место во следното читање е мамо. Значи, ова ми е многу познато, мислам, мома и мамо. Кога девојче ќе се роди е мома, кога ќе роди дете станува мамо, ама е веќе спремна да го напушти овој земски свет и повторно да се роди како мома. И тоа е раѓањето на животот. Додека десниот елемент е символот на заедништвото и на силата. Тоа значи ме или мие, тоа е сите ние, јас и сите ние. Тоа е силата. Ако сме единствени, сме силни. Ако сме разединети, гледате, ќе не тепаат како сакаат. Како што сакаат, како што им одговара. Спојувањето на двата символи ни го дава крстот. Значи, тоа е изведница од нашето писмо. И ова е основниот знак од кој што се изведени скоро сите символи во Македонија. И основниот знак на македонците е крстот. Всушност и свастиката е крст. И свастиката е крст. Така. Така. Сега идеме кон еден символ кој што ги имаат нашите северни соседи. Во квадрат или во круг, тоа е земјата. Тоа е македонската земја. Македонската земја, така. Сега би сакал да го објасните, ова е да вратиме предходната слика само. Така, последниот символ. Последниот символ тоа е денешниот српски грб. Так. Гледачите на телевизија Сонце има можност да го видат и на една вазна од Амазис од 6 век пред новата ера, на која е насликан Ахил, учесник од една од главните јуници во Тројанската војна, на својата опрема го има овој знак. Тоа е 1200 години пред Христа. Што ова значи ако се чита со древното македонско писмо? Така, значи, прво ќе кажеме крстот. Крстот се чита ИА, односно Македонија, македонска земја. Горниот дел над А, значи горната половина, го представува небото. Затоа што И е всушност кај првиот комуникацијата помеѓу земјата и небото. И тоа се и енергија помеѓу небо и земја, а додека А се енергија помеѓу небо и земја, не на небо, ни на земја. Хоризонтална црква. Хоризонтална црква. Кој што означува првата. Так, сега во горниот дел, во горните квадрати, поставени се знаци кои што ги објасниме преска. Левиот знак е Бо, десниот е Б. Бо значи душа, Б значи дете. Кога се на небо, душите и децата, тие се во енергетска форма на постоење. Кога се на земја, се отолотворени. И тогаш имаме души и деца на небо, и души и деца на земја, на македонска земја, тој е крстот, се ништо друго, само македонци. Не може да бидат ништо друго повеќе. Значи, ова се чита едноставно македонци. Офатени се душите, и тие што се отолотворени, и тие што се во духовна форма. Потврда на ова ќе видиме малку подоцна, кој ќе ги читаме пишаните извори кои што сте се потрудили да ги најдете. Така. Да идеме уште со писмото, да видиме дека на овие балкански простори постои древното писмо. И тоа во многу поширок простор. На следната слика, значи имаме во мрежа на редната фотографија. Така, ова е најдено во Тракија. Се вика розета од плиска. 7 краци има. И се тоа може да се прочита со нашето древно писмо, али ја би ја префрлил само на следната слика, затоа што веќе има повеќе за објаснување. Така, ова кој ќе се исправи, доаѓа тие трите црти е Бого, се чита, а од озгора како В е во, значи на Бого во,
тоа значи на душата што твори врховниот небесен господар. Директно се чита со нашето древно македонско писмо. Така да, иако бугарите ова го декларираат како бугарска азбука, некако само тешко би го времето кога спорили. ова бугари немало тука. Додени се 7 век, некоја илјадарка години подоцна. Малце повеќе разлика имаат. Сега идеме на следната слика. Исто во Плиска е најден и овој камен. Јас би го стел да се мачат, меѓутоа за нашите гледачи добро е да кажеме што значи. Значи преточено во слика каде што е и објаснувањето. Значи може да идеме на наредната слика, точно е опишано и како се чита. Не таа. Ќе дојдеме до таа. Го нема. Добро. Значи ќе го прочитаме од десно на лево. На во, на коки, на богово, на аво. Така се чита на древномакедонски. На во, значи на небесниот господар, на небесната енергија, коки, инако е небесна енергија, затоа и кокино наше се вика, местото е кокино, односно тука постои небесна енергија. Значи на небесниот господар, на небесната енергија, на Богот, на небесниот врховен господар, на врховната на небесниот господар. Ова е посвета, почит кон сите оние кои што не чуваат и не бранат. Преточени преку небесните енергии, затоа што тука Сега така малце се да врски. поминеме на средновековото, да видиме како нашите соседи во окружувањето на Балканот себе си декларирале. Така, јас би менував овој. Така, значи цело време учиме за Самуилова држава, државата на цар Стефан, цар Душан и така натака не ни даваат никакви документи дали е тоа така или не е така. Нема. Оригинални нема, него сето тоа се преводи, изведници, презентирани од понова историја. Јас се потрудив да видам дали е тоа така или не е така, баш поради тоа што многу пати кога сум разговарал со пријатели од Србија, ова е Душанов мост, за каменот мост, тај мост е цар Душан изградил, српски и така натака. Дојдов сега до сознание, каде што го гледаме грбот на Македонија, односно грбот на цар Стефан Душан, така и се вика, цар Стефан Душан. Првиот знак, каде што е стрелката, е знакот на Македонија, односно лавот. Тоа е земски символ на силата на македонците. И после тоа се додадени сите останати грбови кои што биле во владение на цар Стефан Душан. Ова е практично грбот на Душановото држава, на Душановото царство, во која што се гледаме на него како помали грбови дадени символите, очигледно земските символи, на народите со кои што владеа. Така. Прв е на прво место го гледаме во левиот агол десно македонскиот. Да, во средината што го прикажуваат орелот, орелот е символот на христијанството. Го има во нашите постари цркви секаде орелот. Го има и во Свети Јован Богослов. И пред христијанството. Многу монети нашиот зе е прикажан со орел. Што значи дека не е чисто српски орелот, да речеме. Значи тоа е сепак универзален символ. Универзален символ. Го има многу народи. Она што е поинтересно е на следната слика, каде што се извадок од Софискиот препис. Имаме прво имаме така од Равничкиот препис. Ова е Раваница, ова е пошто цар Душан Стефан има издадено свој законник. Оригиналите веќе ги нема, меѓутоа се чуваат уште преписи. Овие преписи или пак се чуваат во некој подрум. Или во некој подрум, така. Инаку од Душановиот законник може да се најде на интернет, само веќе готов преведен со денешно кирилско писмо во српски јазик, така да не ја преведува суштината. Во овој текст можеме да прочитаме благочестивиот љуби како Христо, љуби како македонского цара Стефана закони постављаат. Значи, цар Стефан се декларира за македонски цар. Никаде тука не пишува српски цар. Ако некој се декларира за македонски цар, не знам како би било царството тогаш. Би требало малце да извлечеме заклучок. Ако некој се декларира за руски цар, царството нема да биде кинеско и не знам што не. Преводот, како што го преведуваат понатака, вика кодот, значи законник на
благочестивиот и христолюбив македонски цар Стефан, владетел, значи независен владетел на многу на србите, бугарите, унгарите, далматинците, арбанасите, маѓарите, власите и независен владетел на многу други региони и земји. Од ова директно потекнува дека царството што го формирал цар Душан е ништо друго освен од остварување на македонското царство. Сега би сакал Тоа е тоа. да надополнам нешто. Српскиот граѓански законник е еден од најстарите во Европа, значи именуване видовме по што се го вие нашле како законник на македонскиот цар Душан. И тоа има еден академик српски, академик на Српската кралска академија, кој што 1905 година во Белград објавил една книга се вика Стари српски записи и надписи. Тој го зборува токму ова што вие сега го говорите, и меѓу другото дава документ уште еден. Таа книга е само стари текстови во изворен облик без никаков коментар. Вториот негов запис кој се однесува на цар Душан од неговото кроницување вели дека тој е кроницен како македонски цар и самодржец или владетел, исто на ова што ги кажувате на србите, арбанасите, гровасите, бугарите, хрватите, унгарците и така натаму, и на многу други земји. Значи тоа е вистината, преписите се наоѓаат во Раваница, во Софија, во Загреб, А иначе мислам дека ги откри Шафарик, чешкиот археолог. Во врска со ова начинот на декларација на царевите во овие простори, во самиот камен од Розета стои и во каменот од Канопус царица или цар тој и владетел на сите негови поданици. Значи, он е македонски цар, ама и владетел на сите оние што се под негото царство не се македонци. Значи, тоа е системот на прогласување на цареви во текот на годините кога владееле македонците. И тоа е наследено, не е тоа нешто ново и измислено. Ајде да видиме што вели, овде сте ми донели еден материјал, Едит Дурхам, веројатно албанка, напишена книга Висока Албанија. Што таа вели во својата книга за Душановото царство, за Душановиот законник? И тоа во далечната 1909 година зборува вика за македонците, отпечатено е тогаш. Тоа е пред Балканските војни. Пред Балканските војни, каде што го цитира Душановиот законник, вика законник на цар Душан Македонски, автократ на Србија, Бугарија, Унгарија, Влашка. Значи тоа повторно македонски цар. Би кажал уште некој така на кратко тука. Се спомнува и Франц Миклошич, кој што му е најдобар пријател на Вук Караџич. Кој му ги доставува сите извори историски за Србија. За Србија Вук Караџич кажува вика да се Македонија српска звале све земја народа нашека. Тоа го има во Историја српскog народа од Владимир Чорович, обнова Печка патриаршија. Прва книга издавач Глас српски, Бања Лука, Београд 1997 година, каде што кажува дека и старите српски песни, каде што се пее дека Пече и Смедерова се македонски градови. Има уште такви примери. Еве сега ќе ви кажам од 1563 година откриен е старопечатен тримесник, печатен во 16 век во град Скадар од некој господин Стефан со следна содржина. Ја свршив оваа Божја книга во лето Христово 1563 месец декември во деловите на Македонија во родниот град Скадар. Значи Скадар го третира својот роден град како македонски град. Така, значи сега интересно ми е овде дека друга една наведувате. Многу интересен материјал сте донеле. Во историја Турцика или Турција, турска историја од авторот Феликс Петанчич ми се чини се е автор, кој што го прочитал Балкан од крајот на 15-ти, почетокот на 16-ти век и напишал книга Историја Турцика, во која што вели дека Душан е цар на македонците и рашаните. Старата српска држава е Рашка, значи он го третира како македонски цар на рашаните. Србија покасно е. Така, денес се кажа на Срби, затоа што не биле Србија ни тоа време. Сега, исто и со Волкашин, таткото на крале Марко.
Во Синодиконот, велите на бугарскиот цар Борил, од 14 век е представен како македонски крал. Толку. Се е кажано. Се е кажано. Значи, овие податоци, мислам дека треба малку да се заинтересираат и нашите институции да Рековте ова, дека сите градови Печиц, Медерово, македонски градови. Божидар Вуковиќ, многу интересен запис има. Да, Божидар Вуковиќ. Првиот српско-црногорски печатар од почетокот на 16 век. Тоа се многу стари записи. Што тој вели? Така кажува, Божидар Вуковиќ вика во сите своји книги се титулира дека е од Подгорица во пределите македонски. Грешни Божидар Вуковиќ отачаствам од Диоклетија еже ес во предела македонски. Нема што да се кажува, мислам ова треба малце да се прокопа. Меѓутоа денеска како се учи и како ние учиме, ама како и нашите соседи учат. Кај се оригиналите од овие записи? Во преписите Македонија сегде е изместена, изоставена, и денеска нашите ученици и српските учат дека цар Душан бил крал на грците и на србите. Ако дојдеме во поблискава историја, има еден многу интересен дел од историја за средна школа од Драгашевиќ, обрадиот Драгашевиќ. Штампана е во Београд 1871 година. И да кажеме тука стои цена 5 гроша. 5 гара. Толку била. Значи во оваа историја офатени се кратки содржини кои се хрвати, кажува тука условене бројимо србе, хрвате, македонце, бугари, руси и така натака и кажува колку има од луѓе спрема години. Што е интересно тука ги спомнува и македонците. Значи 1871 година учебник српски. Учебник српски имаме една слика малку одвоена само за македонците, зголемена е така. Ова би го прочитал баш онака како што го напишале со тогашен литературен јазик, така онака српски литературен јазик. Македонци се најстарии словени на овом илирском трополју. Значи они го викале Балканскиот полуостров Илинско трополје. А можда и у Европи. И преко нив су прелазили и владали сви народи кои у току овога времена или еден поред другог или еден низ другог боравише овим земјама. Они данас запремају скоро сву обалу Белог мора. Значи точно го нарекува Легејско море, Бело море. И на истоку граниче се с бугарима у Тракии, с албанасима на западу с арбанасима, на југу и Епиру, на северу граничи и Шар планина со србима. И сега тука е малце нечитлива и у ниховом јазику може да се наđe трагова свијух ових народа кои онда и овде над нима владаше, нарочито бугара и срба. То опет и данас карактеришу се они самостално и стои у средини измеѓу бугара и руса. И има уште едно за бугарите. Да, значи си кажуваат дека ние македонците се декларираме како независен народ, а не како што не сме да. И натаму што вика, бугарите се вика на овој полуостров, дошле исто како и србите. Во однос на староседилниците македонци. Значи многу убаво кажано. И ова денеска и тоа 1871 година. После војни друга приказна. Така е. Значи изместена историјата не се одвојува од нашата црква, сега нашата црква не ја признаваат. Да, треба ние да бараме дека е ќерката мајка на својата мајка. За жал. Меѓутоа треба и нашите високосвештеници да го најдат ова, да излезат со факти, да не идат да не лутаат. Има факти, има слики, има документи, едноставно да излезат јавно да кажат. Не знам што се плашат. Се плашат да кажат дека се македонци? Не знам што е целта. Не се плашат. Кажано треба да бидат пати, меѓутоа некој не сака да слуша. Тоа е проблемот. За жал тие што не сакаат да слушаат се многу моќни. Значи има и извадок од една од Италија, значи од времето од 1574 година, географија, каде што исто така се учела за просторите на Македонија. Каде запрема, каде се наоѓа, што има, тоа е ова. Значи староста е 1574 година. Сега, јас би дополнил нешто од ова што го гледам, што се го приложиле. Ова е книга препечатена од книгата Географија на Клавдиј Птоломеј. Так. Тој е најголемиот древен географ. Живеел во Александрија и е потомок на прочуената династија Птоломеи, македонската династија која 300 години владееше со Египет. Очигледно е презимето, тоа го кажува. Книгата е издадена во вториот век. Ова е само препис на таа книга
Објавен во Венеција 1574 година. Ево, гледате на втората страна. За Македонија зборува. Да не... Так. Можеме да идеме на следната слика. Елаборирале тоа и во претходни емисии. Идеме на следната слика, ако може. Еве, дадена е номенклатурата на како се нарекувале местата пред да ја создадат Албанија. Нека внимателно погледаат гледачиве од десниот ъгол што пишува. Ова ли е таа карта? Така е, таа е. Да. Вели стара македонска словенска топографија, номенклатура на Матија. Во заграда е Матија. Значи, се до 12 година Албанија се нарекувала Матија. Етимолошки корен од Матија, синот на богот Македон. А јас би рекол не бог Македон, не митска личност како некој сака да го представи, него е Матија, кралот на Македонија, синот на Македон. А Матија е внук на Македон. И тука гледаме све словенски топоними или венецки. Градот Кукс денеска е Кукуш, Тревополје, Тропоја го нарекуваат. Добро. Да привршуваме. Мислам за на крај ова ќе биде најинтересно како еден шлак на торта. Добро било да кажеме. Значи, ако може со следната слика на Аводзе. Значи ова се наоѓа така. Ова се наоѓа во Македонија. Да може директно да посочи дека древното македонско писмо постоело на овие простори, ние сме го користеле и сме директни наследници на тоа писмо. Преведено, значи на врховната небесниот господар Дзе. Ако е почината мајка му, на некого ќе напише од синот, поставува споменик. Значи тоа би значило. Ова мене ми личи на елипса. Не ми личи него еве очигледна елипса. Така. Значи се наоѓа во Македонија. Исто она како што денес на надгробните плочи ние ставаме елипса со слика на покојникот. Баш така. Иначе ова нема да зборуваме каде е точно што е. Така. Пријавено е во музеите надлежни на локалитетот каде што се наоѓа. Ова е очигледно гробница со големи димензии, преку 100 метри, со запис кој што се гледа само од озгора. И се чита на древномакедонски. И се чита со древномакедонско писмо, древномакедонски јазик. И може да се разбере. Така е. И може би добро да спомнеме многу свеж пример. Да. Ова е ова ќе кажеме каде, во Охрид. Плавошник. Плавошник, не блиску до Плавошник, ова е Охридска Перивлепта. Следната слика. Баш така. Преди Богородица Перивлепта, да. Може да се види запис на древномакедонски и кога ќе се спои во следните слики, значи се добива целиот текст на крајниот дел, така, тоа е третиот последниот дел, и на крајот последната слика, да дојдеме до крај, така, горниот дел е записот на ѕидот. Значи ова се чита со древномакедонско писмо и се замолува врховниот Бог да заштити оваа земја. Така е. Градот на земјата. Значи имаме писмени траги од нашите древномакедонци. Може да се зборува уште многу. Многу има за зборување, дефинитивно. Изложивте многу податоци. Јас богативте оваа емисија. Многу ви благодарам. Се надевам нема да биде ова последно гостување. Јас со вас очекувам најмалку уште една емисија. Пред се вие сте и голем љубител на природата. Идете, шетате често низ Македонија, имате многу интересни забелешки. Посебно од подрачјето на Велес и Скопје, но за тоа во некоја од наредните емисии. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам и како што викаат древните македонци, сме живи и здрави, тој поздрав е наш, малце старе, ама ние сме го задржали. Каде потекнува? Така, за крај можам да кажам што е. Значи, горните македонци кои што се нарекуваат пајонци или горни малечката отворени, заштитник Бог им е богот Ка или богот на здравието. Долните македонци, односно јужните македонци, венетите или од Бела Македонија, богот на заштитник Бог им е како слава, значи е богот на животот, Богоже. Кога сме живи и здрави, ние сме единствени, обединети, и горни, северни и долни со јужни. Затоа македонците здраво живо викаат или да сме живи и здрави, кога сме во единство, кога се разделуваме, ама да станеме единствени. За жал не сме се уште единствени, ама ќе дае Господ ќе бидеме единствени. И па и да завршим со таа езика, ви благодарам за честото да сме живи и здрави за многу години. Драги гледачи,
Тоа беше се за вечерва. Гледајте на репризно во недела со нова емисија идеме наредниот четвртак 20 часот. Благодарам.